При реализацијата на програмата за мониторинг на безбедноста на храната Република Македонија, утврдено е кај два производи присуство на ГМО, генетски модифицирани организми. Едната пратка е ориз по потекло и произведена во Кочанско во количина од 550 кг. Пратката, монстрите се земени во магазините и сега се наоѓа во подофицијален надзор и се чека уништување. Према операторот со храна е изречена, значи мерка казна од 5000 евра и спрема одговорното лице 1700 евра. Следна пратка кај која што е утврдено присуство на ГМО организми е соја по потекло од Србија, тоа се работи за сојни презли и сојни шлицли. Количината е околу 510 кг. Производот е бил пуштен во продажба, меѓутоа е повлечен и сега се наоѓа во магазините на производителот. Кај овој производ се чекаат резултатите од супер анализата и кога тие ќе бидат потврдени, пратката ќе биде соодветно уништена. Во моментов агенцијата изработува акционен план за контрола на овогодишната реколта на ориз која треба да се произведе и ќе побареме заедно координирано со Министерство за земјоделие и надлежните служби да се земат монстри и да се утврди точно со од каде е семенскиот увезен материјал со кој што е произведен тој ГМО ориз во Република Македонија. Меѓу другото, сакам да кажам дека и при спроведувањето на програмата за контрола на квалитетот на мелено месо и месни производи, кај 5 оператори производители во Република Македонија, утврдено е дека при производството на мелено месо и обликувано мелено месо, покрај декларираното говедско или свинско месо, користеле и живинско месо кое што воопшто не е дозволено според сегашниот правилник за мелено месо и производи од мелено месо и трајни и полутрајни производи. Со ова сакам операторите, да наведам дека операторите, тие 5 оператори се казнети соодветно во висина од 5000 евра и за одговорното лице кај операторот 1700 евра. Сакам да наведам дека агенцијата продолжува и да работи во интерес на граѓаните и заштитата, значи и заштита на правата на потрошувачите. Овде науката треба да го каже својот збор. Во светот се конзумира и се употребува таква храна. Впрочем, и во Берлин, кога беше конференцијата и се дискутирало за такви производи, и каде што и подпишене на конвенција и каде што и нашиот министер за земјоделие има подпишено дека прифаќа, значи да не се произведуваат неодобрените видови на соја кои што се произведени со генетски модифицирана храна. Кај нас законот 50 од Закон за безбедност на храна, членовите 55 и 56 2015 година ми се чини се избришани, со кои што порано беше дозволено производство на храна со ГМО и беа точно регулирани начините како да се стави во промет таква храна, сега се избришани и се ставени во мирување до влегување на Република Македонија во Европска унија.